Добро утро за сите кои во овој дел од денот се приклучувате или сте заедно со нас уште од рано наутро од 6 часот и 45 минути. Токму така како што споделивме во најавата, ќе зборуваме за важна тема, за темата на млади, темата на универзитет и се она што значи квалитетно образование. Чест и задоволството да во овој дел од денот заедно со мене е проректорот професор доктор Мишко Џирдоров од Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Добро утро. Добро утро. Удамна сме ве немале да ни гостувате во утринската Здраво Македонија. Имате многу новитети кои што треба да ги споделиме токму од вашиот универзитет. Па да започнеме на почеток со софтверот кој што го креиравте за млади. За што станува збор? Токму така, тоа е еден новитет на Универзитет Гоце Делчев. Во изминатиот период нашиот факултет за информатика работеше на еден софтвер кој што се вика Млади таленти. Овој софтвер е веќе активен, тоа е онлайн платформа на која што се обидуваме континуирано да ги собираме информациите за нашите млади таленти. Увидовме дека имаме, дознаваме преку медиумите за нашите млади таленти и нивните афинитети, преку медиумите, но дознаваме за дел од нив. Па така да пристапивме по изработка на оваа платформа, во која што ќе можат младите таленти да ги внесат своите успеси и ние како државен универзитет да ги следиме нивните афинитети. Ова е развивено, мислам дека е единствена и уникатна ваква платформа во нашата држава, која што ќе ги следи тие таленти, ќе ги следи нивните афинитети, ќе ги следи нивните награди и ние како државен универзитет ќе истапиме кон нив со тоа што ќе им ги остапиме и знаењето на нашите професори пред се, во форма на менторство, во форма на соработки, во форма на подготовки за некои надпревари, но од друга страна ќе го стапиме и нашата опрема, сета оние опрема која што е присутна во нашите лаборатории. Ово го правиме со цел да уште од мала возраст бидеме во контакт со тие млади таленти, ги поттикнеме, ги подобриме нивните афинитети и на крај изградиме едни вистински носители на ово општество. Така, кога зборуваме за дигитализацијата, дефинитивно кај вас може да се пофалите со дигитална библиотека, па колку истата се користи и колку ќе ги замени оние учебници кои што сите ги знаеме и се уште и ден денеска функционираат не само на универзитетите, туку и од најмала возраст. Токму така, учебниците функционираат и ги имаме, но младите се менуваат, односно технологијата се менува и не предизвикува. Универзитет Гоце Делчев од своето формирање еден од столбовите на универзитетот е издавачката дејност, која што во изминатите 16 години се развива, а од 2011 година веќе развивме и наша е-библиотека, каде што почнавме пополека да се внесуваат сите оние наши пишани материјали, сите објавени материјали кои што студентите ги користат во текот на нивното образование. Таа бројка пополека со годините се зголемуваше и моментално можам да кажам дека конкретната бројка е 1007 објавени наслови. Објавени наслови од сите наши 15 единици при Универзитет Гоце Делчев. Овие наслови се достапни таму не само за нашите студенти, туку секој еден кој што има интерес за некоја тема може да влезе и да ги види тие материјали и да ги симне, да ги користи. Многу интуитивно, лесно се може да се најави било кој, така да студентите кај нас со самото ова е-библиотека има и можност многу полесно и за време на пандемијата и во текот на целото нивно образование да ги најдат материјалите и да ги користат. Како што споменав тука, технологијата направи големо влијание. Студентите веќе можеби се смени тоа дека имаат печатени материјали пред нив во рака, туку сега ги имаат на некои електронски уреди. Така да нашата библиотека со тие 1007 моментално пишани наслови има моментално околу 470.000 симнувања на тие наслови. Така да тоа покажува дека младите ги симнуваат и ги користат тие пишани материјали. Ова значи заштата за самите студенти и предност да се има достапен материјал од кој како е потребен, бидејќи сите знаеме за доцнењето на учебници и она што значи пишан материјал потребен за образование. Токму така, ова е голема заштата. Значи на Универзитет Гоце Делчев ставот од почетокот на формирањето е дека нема да се наплаќаат материјалите за учење, така да сето е бесплатно, што споменав не само за студентите, туку и за сите кои што се заинтересирани може да ги погледнат овие материјали.
Така, оние кои што се истражувачки настроени се достапни материјали, што и навистина е за поздрав да се има електронски, она што значи материјал за едукација и до едукација за оние што сакаат, но исчекор правите и во делот на Makerspace, простор, модел кој што е интересен за вашиот универзитет. Споделете ми повеќе за истото. Токму така, Универзитет Гоце Делчев, како носител го имаше факултетот за информатика во изминатиот период и добија еден од 4 фондови преку фондот за иновации и технолошки развој. Со овој фонд универзитетот ќе развие Makerspace, кој што ќе биде на ниво на хаб, каде што ќе имаме поголем број на опрема од различни области. Моментално сме во фаза на набавка на таа опрема, ќе има 3D скенери, 3D принтери, ќе има различни сензорски опреми, ќе имаме опрема поврзана со паметна текстилна обработка и најразлични други најразлична друга опрема ќе се купи во наредниот период. Се тоа се прави со цел да се направи еден хаб, Makerspace, каде што младите од 15 до 29 години, не само студенти, тука ќе биде отворен овој хаб и за сите кои што се заинтересирани, имаат своји идеи, токму тие идеи да преминат во некои прототипови. Така да планирано е да се развиваат 3 програми. Едната од тие е Make It Talent, во кое што освен сите млади од 15 до 29 години, овде ќе можат и студентите на втори, трет циклус при Универзитет Гоце Делчев да се вклучат во работата на тој хаб, на тој Makerspace, да развијат својата идеја да стигне до некоја форма на прототип. Понатаму имаме Make It Bake It, во кој што ќе ги поврзаме и младите, но од една страна и со предпријатија, и со иноватори, и со некои предприемачи, се со цел да си ги споделат оние предизвици со кои со тие се соочиле во текот на развојот на нивните бизниси, на нивните идеи. И на крајот имаме една програма која што е Make It Equal, кој што се однесува на оние студенти или млади со некои специфични потреби, со некоја попреченост, со кои што ќе се обидеме да ги вклучиме во дел од тие обуки кои што ќе ги организираме на нашиот универзитет, се со цел да им помогнеме и на нив да видиме и дали тие имаат некакви идеи кои што можеме понатаму да ги развиеме во некој прототип и на крајот и некој готов производ. Сето ова ќе се одвива во неколку области. Јас ќе ги споменам дека областите пред се насочени кон циркуларната економија, затоа што мораме многу посериозно да го сватиме овој пристап во нашата држава, а од друга страна ќе бидеме насочени кон развојот на некои идеи во земјоделскиот сектор, во производството воопшто и заштита на животната средина. Така, за тоа исто гласно зборуваме, но никако како недоволно да се грижиме. Се ова што го споменавте води кон моето следно прашање дека како универзитет организирате доста обуки, доста едукации за младите и за оние кои што сакаат да се дел од вашиот универзитет. Па споделите ми повеќе за истото. Токму така, универзитетот, професорите стоат на располагање за сите различни идеи кои што доаѓаат и од студентите, но и самите професори покренуваат најразлични иницијативи, така да се организираат многу често обуки од најразлични области. До сега организиравме предавања, обуки од областа на здравството, од областа на правото, се покренува некои интересни теми и од студентите. Тоа особено беше изразено за време на пандемијата, во кога немавме можност да пристапиме едни кон други и да разговараме за вакви некои теми со нашите студенти, па така да почневме многу повеќе вакви активности да организираме онлайн, и обуки и предавања, па така да тоа продолжи после пандемијата и сега продолжуваме преку нашиот центар за кариера да се организираат најразлични вакви обуки кои што ќе придонесат и студентите да стекнат и некои вештини кои што ќе им бидат понатаму потребни и при нивното вработување. Така да на еден начин нудиме настава која што е поврзана со класично поврзана со нивниот курикулум, но од друга страна и развој на некои вештини, меки вештини, некои дополнителни знаења со кои што на крајот ќе имаме студент кој што ќе има оформено знаење. Така, и како е потребно за да се подготви секој оној кој што во идно време сака да се приклучи во работниот процес. Први организиравте форум на образование, па убаво е да споделиме и за форумот, што се случуваше на истиот, кој се зазема удел и дали ќе биде само прв и последен или ќе има низ за вакви форуми. Токму така оваа година по прв пат организиравме форум. Форумот беше наменет за средношколците и го организиравме со нив и за нив. Беа присутни 15 училишта од 10 градови од цела Македонија.
Интересно е да се спомне, освен средните училишта, беа присутни и од Стопанска комора, општината Штип, така да беше вклучени, беа присутни и реалните чинители неколку компании кои што работат во источниот дел на Македонија. Сите тие ги представија своите предизвици, од една страна младите ги представија своите видувања и прашања, предизвици со кои се тие соочуваат при изборот на факултет, нивните размислувања за изнаоѓање на работа, после тоа кои се нивните можности понатаму во еднината, ги представија средните училишта и своите проекти на кои што работеле и какви резултати имаат од нив. Универзитетот ги представи своите студиски програми каде младите средношколци може да се препознаат на Универзитет Гоце Делчев. Тука беа и компаниите кои што и тие ги изразија својата загриженост за намалениот број и на млади и на кадар способен за да го вработат, загриженоста нивна за развојот на конкретни вештини кои што им се потребни. Стопанската комора исто така со некој нивно видување, така да сето на крајот се сведе на еден прекрасен разговор со средношколците во кој што искрено тие го водеа разговорот и поставуваа најинтересни предлози, поставуваа прашања до нас и до Стопанска комора и до општината. Веруваме дека од таму произлегоа некои заклучоци кои што веќе се споделени на универзитетот и со средните училишта. И во наредниот период ќе работиме на сите тие предлози, затоа што ги слушнавме средношколците и сега веќе пристапуваме на нареден чекор, тоа нешто да предземеме во однос на тоа. Прв пат беше оваа година, верувам дека наредните години ќе го организираме. Јас верувам дека не е потребно еднаш, туку е потребно и по два пати годишно да се гледаме со средношколците и да ги слушаме нивните размислувања. Така, не само средношколците споминавте многу чинители, бизнис заедницата и сите оние кои се клучен фактор за да создадеме кадар кој е потребен, но да го слушнеме и пазарот кој што има потреба, а некако ни се минува во текот на времето. Како универзитет кој имате приматот во соработка со институции, универзитети, здруженија, бизнис заедница. Споделете ми повеќе за ова. Токму така, можам да кажам како универзитет студиските програми кои што се развиваат, ги развиваме во соработка со бизнис секторот. Значи со сите чинители кои што понатаму ќе ги вработат тие наши студенти. Така да студиските програми се развиваат и гледаме затоа што сме на некој начин ограничени со време трајање од 5 години на тие студиски програми, контактот со компаниите е континуиран. Не е тоа контакт само за развој на студиски програми, тука се оние работи во лаборатории, работи на конкретни проекти, работа на конкретни проблеми. Од таму произлегуваат сите оние некои барања, прашања на кои што ние ограничени заради времетрајањето на студиските програми, наоѓаме начини како сето тоа да дадеме некоја флексибилност. Тоа го правиме преку организирање на практична настава на нашите студенти во компаниите, во кои што ги подготвуваме да ги имаат оние вештини кои што навистина им се потребни кога ќе завршат, кога ќе дипломираат на нашиот универзитет. Така да тој однос го гаиме во изминатите години, верувам дека ќе биде многу подобар, затоа што и компаниите многу полесно сега пристапуваат према универзитетите пред се поради проблемот со бројот на млади кои што се вработуваат кај нив. Така да заедно изнаоѓаме некои иновативни решенија, да понудиме и практична настава, да понудиме квалитетна настава и на крај да оформиме кадри кои што лесно ќе се вклопат кај нив. Така. Сите ги познаваме Еразмус програмите, но колку на вашиот универзитет професорите и студентите ги користат и кои се бенефитите од истите? Токму така, Универзитет Гоце Делчев од своето формирање наваму ги користи максимално Еразмус програмите. Тие се наменети за да поминат студентите определен временски период на еден од партнерските универзитети по Европа. Можам да кажам дека секоја година бројката е голема и искористеноста на фондот кој што ни е доделен на Националната агенција е 100% искористен. Студентите поминуваат еден семестар, може 2 семестри, од пред некоја година имаат и можност да поминат и практична настава во некоја компанија по Европа. Овде спомнавме студентите, но овде се однесува и на академскиот кадар и на нашата администрација, така да секоја година бројката е искористена, заминуваат и професори, и академскиот кадар, и административниот кадар. Искуството е прекрасно, од студентите се враќаат понатаму со поминат семестар со студенти од најразлични делови на Европа кои што биле на истиот универзитет, го зголемуваат своето знаење, студираат на англиски јазик додека се таму,
понатаму од сите тие активности им се признаваат на нашиот универзитет и со тоа стекнато искуство тие понатаму го пренесуваат и на своите колеги, но е многу важно затоа што и компаниите го ценат тоа искуство многу. Така да Еразмус програмата е максимално искористена кај нас и студентите аплицираат со голем процент. Така. Споделивме многу предности, бенефити и се она што значи, но да ги споделиме студиските програми. Верувам дека многумина од гледачите кои што можеби сакаат да одберат дел од студиската програма, токму овој дел ќе ги заинтригира. Што има на понуда токму на вашиот универзитет? Видете, ќе биде кратко времето ако пробам да ги обяснам сите 70-80 активни студиски програми кои што ги имаме на универзитетот. Моментално можам да кажам дека се очекува одлуката од влада за да можеме да го објавиме нашиот конкурс. Кога ќе го објавиме конкурсот, тој ќе биде достапен на нашата интернет страна и ќе може да ги видат детално сите студиски програми. Ние работиме во 15 единици, конкретно 12 факултети и 3 уметнички академии. Студиските програми се веќе акредитирани и веќе функционираат неколку години. Како што споменав, тие се развиваат постојано во контакт со индустријата, со сите чинители кои што понатаму ќе ги вработат тие наши студенти. Студиските програми можат да ги погледнат, значи се поставени на интернет сајтовите на нашите факултети, може да видат кои предмети се изучуваат, може да ги видат и професорите кои ќе им предаваат. Јас ги повикувам во наредниот период пред да ја донесат, ако веќе ја нема донесена таа одлука, да ги погледнат тие информации. Ги повикуваме да ги сконтактираат нашите професори затоа што сме лесно достапни преку сите електронски системи кои што ги нудиме. Ги повикуваме да не посетат, значи постои простор кој што може да го посетат нашите лаборатории, нашите факултети секогаш стојат отворени за нив, така да конкретните прашања може да ги постават и директно со посета на еден од нашите факултети. Меѓународно признаена диплома, нешто што верувам дека многумина го посакуваат, успешни приказни од многу студенти кои што се дел од токму вашиот универзитет. Па зошто и причина повеќе треба да биде посетен Штип и универзитетот Гоце Делчев? Токму така, имаме студенти кои што по завршувањето се решија да го продолжат својот живот во странство и во контакт со нив преку нашиот алумни клуб дознаваме за сите нивни успеси, дознаваме за начините за признавање на нивните дипломи во странство. Тоа е некој процес кој што зависи од држава до држава, но во секој случај се неколку чекори кои што ќе мора да ги преземат ако решат да заминат во странство. На крај тие успеваат, тој процес го завршуваат и се вработуваат имаме студенти кои што се вработени по целиот свет. Тие примери понатаму ги поттикнуваат студентите да се запишуваат и на универзитетот, но ги поттикнуваат и колегите кои што веќе се запишани да ги искористат таа можност. Ние како универзитет, целта би ни било да останат во државата и затоа ги преземаме сите овие чекори што претходно ги споменав, но Европа стана мала, светот стана мал, така да отворени се граници. Така, професор доктор Джидров, имаме многу што да кажеме, но бидејќи времето ни е ограничено, за крај на овој убав разговор една порека до младите и оние што се чувствуваат млади се уште сакаат да посветат време и внимание во образованието. Јас би ги повикал младите да ги води срцето, да ги погледнат студиските програми, да се решат за една од студиските програми на Универзитет Гоце Делчев, да ги земат во предвид сите овие информации кои што сега ги споменав, значи нашите системи прекрасно функционираат, сето тоа им го олеснува студирањето, им го олеснува административното работење, така да верувам дека ќе го направат вистинскиот избор. Ви благодарам многу на овој убав утрински разговор. Се надевам дека дадовме поттик иницијатива да ве посетат во Штип и дефинитивно да одберат дел од оние студентски програми кои ги имате на поднеда. Ви благодарам. Благодарам на поканата.